Здраво на сите, јас сум Даниел. Добро дојдовте на новиот серијал на Едуино видеоупатства, каде во наредниот период ќе се обидеме да креираме видеоупатства за поддршка на процесот на онлайн наставата. Во ова видео ќе се запознаеме како успешно да го подесите и модерирате вашиот онлайн час, ќе објасниме кои се можности ги имате како модератор на Microsoft Teams онлайн час, најдобри практики за подесување на почетокот на часот и за време на онлайн часот и некои други практики и совети кои што би ви помогнале во одржување на успешен онлайн час. Предпоставувам дека веќе имате креирано онлайн час, односно линк до вашиот онлайн час, но доколку немате, сакате да креирате нов, би било потребно да знаете дека онлайн часот може да го креирате на неколку начини. И со тоа и имате различни функционалности во тој онлайн час. Еден од начините е да го креирате директно од вашиот календар, со кликање на апликацијата Календар, која што се наоѓа на левата страна на главното мену со апликации. На работната површина ќе ви се отвори календарот на онлайн состаноци. И тука можете да ги закажете вашите онлайн часови, и тоа на два начина. Еден од начините е со кликање на копчето New Meeting или пак Schedule Meeting. Другиот начин е со директно кликање на определен датум и определено време кога сакате да го одржите тој онлайн час. Забележувате во календарот се излистани деновите од понеделник до петок. За да ги видите и неработните денови, ја имате опцијата пишува Work Week, сега дефолтно е излистана работната недела, но доколку имате потреба можете да кликнете на Work Week и да одберете Week, односно цела недела. На левата страна ќе биде излистано времето за одржување на онлайн состанокот. Ќе си одберете, еве, како пример, 8 наутро и датум 18. Гледате 8 и 18, кликаме на тој датум и се отвара креирање на онлайн состанок. Онлайн часот може да биде креиран на два начини и тоа. Еден од начините е да биде отворен онлайн час, каде што секој што го има линкот, а е од нашата организација, ќе има пристап до тој онлайн час и ќе може да влезе и да присуствува со опциите кои што вие ќе му ги дозволите. Друг начин е пак поврзување со канал, односно со некој од одделенијата, со што би се ограничил пристапот само за членови од тоа одделение, односно секој останат кој што ќе сака да се приклучи на тој линк, ќе има многу лимитирани опции за да присуствува на тој час. Сега, која е разликата помеѓу затворен и отворен час за наставниците? Доколку е отворен часот, наставниците, останатите наставници кои што можеби би требало да присуствуваат на тој онлайн час како наставници, би можеле да ги додадете како презентери и би имале можност, за разлика од учениците, да презентираат и да ги имаат сите опции кои што ги има и самиот креатор, односно наставникот кој го креира овој онлайн час. Но доколку е лимитирано, односно поврзано со одредено одделение, наставниците нема да можете да ги додавате како презентери, туку единствена опција би била доколку ги додадете во вашиот тим, во вашето одделение како owners. Друг начин на креирање на онлайн час од Microsoft Teams е преку вашите тимови, односно одделенија, и тоа со кликање на апликацијата Teams, која што се наоѓа на главното мену со апликации, односно вашите одделенија, вашите предмети, го пронаоѓате одделението каде што сакате да креирате онлайн час и на работната површина ќе забележите на десниот горе нагол пишува Meet, значи имате една иконка каде што пишува Meet, но има и една стрелка на која што можете да закажете состанок, односно Schedule Meeting. Кликате на Schedule Meeting и ви се отвара сосема истата опција за креирање на онлайн час
И тој онлайн час, како што можете да забележите, е поврзан со тоа одделение. И како што рековме, доколку е поврзан со тоа одделение, вие не можете да додавате наставник како презентер, но можете да го додадете тој наставник како соработник во вашиот тим, односно со кликање на трите точки во вашето одделение, кликање на Manage Team и кликање на Add Member, можете да го додадете наставникот и откако ќе го додадете, кликате Add, можете да му ја промените улогата во Owner веднаш. И ќе ги има истите пермисии кои што ги имате и вие, и исто во онлайн часот ќе ги има истите пермисии. Доколку пак креирате отворен онлайн час, кој што не е поврзан со ниту едно од одделенијата, можете да додадете наставник како презентер, односно наставникот да ги има истите можности кои што ги има самиот наставник кој го креира овој онлайн состанок, односно има можност да презентира, да ја користи белата табла и да менаџира со учесниците, односно со учениците на нашиот онлайн час. Наставниците можете многу лесно да ги додадете како презентери на вашиот онлайн час и тоа најпрвин ги впишувате во полето Add Required Attendance, откако ќе ги внесете тука, кликате Send или Send Update за да ги запомти. Доколку сакаме да влеземе на нашиот онлайн час, тоа можеме да го направиме на неколку начини. И тоа, еден од начините е, доколку го имаме креирано онлайн часот во нашиот тим, односно во нашето одделение, кој што рековме е лимитиран за тоа одделение, влегуваме во Teams и влегуваме во нашето одделение. Ќе го забележиме онлайн часот, исто така ќе го забележите и името на самиот онлайн час, за да не сгрешите. Со кликање врз онлайн часот и кликање на копчето Join се вклучувате на самиот онлайн час. Друг начин е, доколку веќе сте започнале чат конверзација во некој од вашите онлайн часови и не можете да го пронајдете во вашиот календар, можете да го пронајдете во чат. Кликате на иконката Chat, која што се наоѓа на главното мени со апликации. За да ги пронајдете вашите онлайн часови, ќе забележите иконката со календарот. Доколку кликнете на неа, ќе ви се отвори вашиот онлайн час и со кликање на копчето Join, кое што се наоѓа на десната горна страна, исто така влегувате во вашиот онлайн час. Постојат неколку опции кои што би требало да ги имате подесено пред да започнете да го споделувате самиот линк со вашите ученици, или пак во текот на работата, доколку се соочите со некои од овие проблеми, можете веднаш да си ги поставите овие поставки за да имате целосната контрола врз онлайн часот. Најпрви, со кликање на трите точки, кликате Meeting Options и тука е потребно да ги поставите овие поставки за понатаму да имате помалку проблеми со оние опции, односно можности кои што ги поседуваат учениците кои ќе влезат на вашиот онлайн час. И тоа, тука ќе забележите неколку опции од кои што јас би ви препорачал првите 3 да останат како што се, бидејќи се добро подесени. Предпоследната опција е една од опциите која што ни е најважна за да превземеме контрола врз онлайн часот, а тоа е опцијата Who can present. Како дефолтно е поставено како презентери, односно иста ролја како и наставникот, организаторот, да имаат и учениците. За да го промениме тоа, кликаме врз оваа опција и можеме да поставиме опција Only Me. Односно, доколку ја поставиме оваа опција, само вие ќе ги имате тие пермисии, односно само вие ќе имате контролата врз онлайн часот, вие ќе бидете презентери, вие ќе можете да исклучувате камера, микрофон и така натаму, а учениците ќе бидат само присутни и ќе имаат лимитирани опции во онлайн часот. Но што доколку, претходно споменавме, некој од наставниците сака да има час со ова одделение
и сака да има опција како и вие, односно да ги има опциите за презентер. Исто така со кликање на оваа опција можеме да одбереме Specific People и во полето што ќе ни се отвори можеме да ги внесеме наставниците кои што сакаме да се презентери. Но за да ги додадеме тука, тие би требало претходно да се додадени при креирање или едитирање на онлайн часот како required attendance. Значи најпрви ги внесуваме тука за да се излистаат тука. Ќе забележиме дека доколку кликнеме на листата, го излистува само тој член кој што сме го додале претходно. И можеме да кликнеме Save, да ги снимиме поставките. Доколку забележите тука долу, последната опција е нова опција која што додадена од самиот Microsoft Teams, а тоа е опцијата Allow Attendance to Unmute. Дали ќе им дозволиме на учениците сами да ги вклучуваат своите микрофончиња, или пак само наставникот ќе има таа опција да им ги вклучи микрофоните, но претходно тие треба да кренат рака. Значи доколку имаат кренато рака, наставникот може да им го вклучи микрофончето. Доколку сакаме да им дозволиме на учениците сами да си ги вклучуваат своите микрофончиња, ја оставаме опцијата вклучена. Доколку не сакаме да имаат опција да ги вклучуваат микрофоните, односно во старт ќе им бидат исклучени микрофоните, доколку крене рака некој ученик, наставникот ќе може да му дозволи да зборува или пак може да му го исклучи микрофончето. Доколку сме ги снимиле овие опции, веќе сме подготвени да им испратиме линк до нашите ученици за да може да се приклучат на онлайн часот. Каде би можеле да го пронајдеме тој линк? Линкот до онлайн часот може да го пронајдете на неколку начини и тоа доколку сте внатре во онлайн часот со кликање на трите точки, кликаме на Meeting Details, можеме да ги копираме информациите за приклучување и да ги испратиме на мејл. Доколку пак сакаме да копираме само линк и да го испратиме до учениците на различен начин, кликаме со десен клик врз Join the Meeting и кликаме Copy Link. Сега сме го копирали линкот и можеме да го испратиме на било кој начин. И со кликање на тој линк учениците би можеле да се приклучат на нашиот онлайн час. Друг начин за да го пронајдеме и да го копираме линкот од нашиот онлайн час е со влегување во календарот, пронаоѓање на часот, влегување во поставките на онлайн часот со кликање на Edit и со кликање на десен клик на Join the Meeting и кликање на Copy Link. Исто така сме го копирале линкот и можеме да го испратиме до учениците. Друг начин за да ги промените пермисиите на учениците, доколку е веќе започнат часот, тие се внатре во часот, можете да го направите тоа со кликање на десен клик врз ученикот или пак со кликање на трите точки. Ќе ви се излистат неколку опции од кои што вие ќе ја изберете предпоследната опција Make an Attendant. Значи, ученикот да го претворите само во учесник, односно само во наблюдувач. Со кликање на таа опција, доколку ни се појави едно прозорче, кликаме на Change и ќе забележите дека ученикот директно го префрла во групата на присутни, односно на наблюдувачи. Тој ученик веќе ќе нема можност да менаџира со онлайн часот. Истото тоа го правиме и за останатите учесници, односно ученици. Кликаме десен клик или трите точки и кликаме на предпоследната опција. Доколку ни се појави ова прозорче, кликаме на Change. Гледаме дека и тој ученик автоматски е префрлен во оваа група на наблюдувачи. Сега учесниците ќе немаат можност да превземаат контрола врз нашиот час. Доколку повеќе ученици одеднаш го имат вклучено своето микрофонче и не можете да се сконцентрирате, односно да им објасните како да ги исклучат микрофоните,
можете да ги исклучите вие со кликање на копчето Mute All и кликате Mute. Доколку пак имате потреба некој од учениците или пак наставниците да го претворите во презентер додека трае онлайн часот, исто така можете тоа да го направите со кликање на десен клик или со кликање на трите точки до учесникот и со кликање на опцијата Make a Presenter. Кликаме Change и ќе забележиме дека сега тој учесник се префрла во групата на презентери. Внимавајте, ученикот, доколку се работи за ученик, ќе ги има сите оние опции кои што ги имате и вие. Останатите опции, доколку се работи за учениците, можеме да ги разгледаме сега. Со кликање на десен клик или пак со кликање на трите точки, некој од учениците можете да го поставите секогаш најгоре, односно можете да го обележите со кликање на иконката Pin. Тој ученик секогаш ќе се наоѓа на првата позиција од оваа листа на ученици. Доколку сакаме да го отстраниме од тука, кликаме десен клик и кликаме Unpin. Доколку сакаме пак на некој од учениците да им посветиме повеќе внимание, доколку зборуваат, презентираат некоја лекција или пак доколку вклучуваат камера, можеме со кликање на десен клик или пак на трите точки да ја вклучиме опцијата Spotlight и тој ученик го завзема најглавното место во тој дел на онлайн часот. Може би зборува, може би презентира нешто, тој ќе биде во фокусот на вниманието. Доколку сакаме да го отстраниме од Spotlight, кликаме десен клик и исклучуваме Stop Spotlighting. И последната опција е опцијата за отстранување на ученик од часот. Доколку забележите дека некој ученик не припаѓа на нашиот онлайн час, или пак доколку немате контрола врз тој ученик, го вклучува често микрофонот, но не сакате да ги исклучувате микрофоните за сите ученици, тој ученик можете да го отстраните од часот со кликање на десен клик или пак со кликање на трите точки и Remove from Meeting. Тој ученик ќе биде отстранет од онлайн часот. Следна опција е најновата опција на Microsoft Teams, која што можеме да ја пронајдеме и веднаш тука со кликање на трите точки, а тоа е опцијата да забраниме на учениците да го вклучуваат својот микрофон. Доколку кликнеме на таа опција и кликнеме на Don't Allow, учениците веќе немаат опција да го вклучуваат својот микрофон од нивна страна, но гледаме дека и наставникот сега ја нема таа опција за да вклучи микрофон. Како би можел наставникот да вклучи микрофон или да дозволи учениците да си го вклучат микрофонот? Тоа може да го направи само во случај кога ученикот кренал рака. Со кликање на копчето за кревање рака, доколку ученикот има кренато рака, кликаме на трите точки и можеме да му дозволиме да го вклучи својот микрофон. Доколку кликнеме на Allow to Unmute, ученикот сега ја има можноста да го вклучи својот микрофон. Доколку пак кликнеме на десен клик, повторно можеме да забраниме да го вклучува својот микрофон. Доколку некој од учениците не може да се снајде со приклучување во вашиот тим на било кој начин, од начините кои што сте ги поставиле, можете да го пронајдете тој ученик и да го поканите на онлайн часот со впишување на неговото корисничко име или пак неговото име и презиме во ова поле за пребарување. Го впишувате името, кликате на ученикот и автоматски се повикува во онлайн часот. Доколку пак веќе сме го имале на онлайн часовите, но сега не е присутен, ќе го пронајдеме во листата Others from Chat. И можеме исто така со кликање на Request to Join да го поканиме за да ни се приклучи. Доколку веќе сме одржувале онлайн часови, можеме да забележиме дека не сите ученици ги прикажува на работната површина лево. Доколку имаме потреба да ни се прикажуваат
повеќе ученици на работната површина. Еве како пример, правите тест и сакате учениците да ги имаат вклучено своите камери за да ги гледате. Можете тоа да го направите со кликање на трите точки и со одбирање на една од овие опции. Како дефолтна опција ни е вклучена опцијата Gallery, која што сега ја гледате. Гледате дека овие две опции се греј, односно се затемнети и не се активни. Втората опција, Large Gallery, е возможна, односно е активна само доколку имаат вклучено учениците повеќе од 10 камери. Значи 10 или повеќе камери доколку имаат вклучено, ќе ви се појави голема галерија со излистани сите ученици и можете да ги наблюдувате. Добро за доколку креирате тестови, доколку правите тест, за да ги наблюдувате сите ученици. Исто така опцијата Together Mode е интересна, каде што сите ученици кои што имат вклучено камера ќе ги прикажува во еден амфитеатар, исто како во училница. Тука треба да имат вклучено минимум 5 камери. Значи минимум 5 ученици да вклучат камера за да се појави ова опција и за да може да се активира и автоматски ги поставува учениците кои што се со вклучени камери во еден амфитеатар на столчиња и ќе можете директно фронтално да ги гледате учениците кои што имаат вклучено камера. И последна опција од овие опции е опцијата Turn off incoming video. Што значи тоа? Доколку е вклучена оваа опција, тогаш сите следни учесници кои што ќе се приклучат на овој онлайн час, ќе им биде исклучена камерата на старт. За ефикасна работа во Microsoft Teams, односно во менаџирање на онлайн часот, доста добри опции ни нуди и презентирањето, односно share screen. Со кликање на оваа иконка, стрелка нагоре, во долниот дел од работната површина на онлайн часот ни се отвараат повеќе можности за да го споделиме нашиот екран. И тие се поделени на неколку делови. Првиот дел е нашиот десктоп, каде што доколку кликнеме на овој скрин, тогаш со учениците ќе се сподели се што работиме на нашиот компјутер. Не само определена алатка или пак вебсайт или пак определен дел од Microsoft Teams, туку ќе се прикажува се што работиме на нашиот компјутер. Понатаму ја имаме секцијата Window, каде што можеме да избереме која апликација сакаме да ја користиме за презентирање. Односно, доколку имаме отворено браузери, доколку имаме отворено видеа, фотографии или пак документи, тука можеме да одбереме што од тоа сакаме да презентираме на учениците и тие ќе го гледаат само тој дел. Понатаму ни е секцијата за PowerPoint. Оваа секција е наменета само за PowerPoint презентации. Доколку не сакате да го користите Window за отварање на PowerPoint презентација, можете таа да ја пронајдете со кликање на Browse, ја пребарувате во вашиот компјутер, ја пронаоѓате PowerPoint презентацијата и ја вметнувате. Што е интересно, доколку ја отворите на овој начин PowerPoint презентацијата, се отвора само делот кој што сакате да го презентирате и имате опција за променување на самите слайдови тука. Сега ќе пробаме еден пример. Кликаме на презентацијата, ќе ја вчита што ме додадена на тој начин и ние можеме со кликање на овие стрелки лево и десно да ги менуваме слайдовите и ни се прикажува само тој дел кој што е наменет за презентирање. Доколку сакаме да ја исклучиме презентацијата, едноставно кликаме на Stop Presenting и кликаме на копчето пак Stop Presenting. Уште една од поважните опции, доколку сакате да презентирате некое видео или пак некоја презентација која што содржи звук, за да имаат можност учениците да го слушаат звукот од тоа видео или таа презентација, мора да го вклучите ова копче Include Computer Sound. Со вклучување на ова копче, учениците веќе можат да слушаат
тоа што презентирате, односно доколку вклучите некој видео со звук или пак некоја презентација. Следна од опциите која што можеби можете да ја користите е доста интересна за работење на онлайн часот, а тоа е белата табла. Со кликање на копчето за Share Screen, во долниот десен агол ќе забележите со сина боја пишува Microsoft Whiteboard. Со кликање на белата табла, таа ќе се вчита во работната површина, зависи од интернетот и од конфигурацијата на компјутерот, можеби ќе треба малку повеќе време. Исто така кај некој од учениците можеби нема да се вчита веднаш. И веднаш на стартот ќе ви се појави едно прозорче каде што можете да одберете помеѓу две опции. Истата опција можете да ја пронајдете и тука, во запчаникот, а тоа е дали ќе дозволите и на учениците да ги имаат сите алатки за пишување на белата табла, со што им се отвара можност доколку вие пишувате, во исто време и тие да можат да пишуваат на белата табла и може да се случи да пишуваат повеќе ученици одеднаш или пак да ви избришат нешто што пишувате на белата табла. За да ги спречите во тоа, ја исклучувате таа опција и во овој случај само вие имате опција да пишувате на белата табла, се додека не дозволите на нив. Значи, со помош на овие алатки што се излистани тука, пишувате на белата табла или пак бришете тоа што сте напишале и доколку им дозволите на учениците, исто така тие можат да пишуваат на белата табла. За да исклучите белата табла, исто така кликате на Stop Presenting. Доколку не можете да пронајдете кој од учениците зборува или го вклучува своето микрофонче на десната страна, тогаш тој ученик ќе биде хайлайтиран на работната површина и исто така со кликање на десен клик можете да го исклучите микрофонот на ученикот. Понатаму можете директно да контактирате со учениците од листата, со тоа што со вашето глувче одите врз профилната фотографија на ученикот и ќе ви се отворат повеќе можности. Една од тие можности е да пишете брза порака до ученикот, брза текстуална порака и кликање на копчето Send се испраќа брза порака до ученикот, или пак можете да отворите приватен чет со ученикот, можете да отворите видео чет со ученикот директно или пак аудио повик со ученикот. Исто така, доколку сакате да го пронајдете корисничкото име на ученикот, можете да го направите тоа со кликање на копи. После завршување на онлайн часот, доколку немаме некој наставник кој што ќе продолжи со одржувањето на онлайн часот во ова одделение, ние како наставник имаме две опции, кои што се наоѓаат во горниот десен агол, црвеното копче, но гледаме дека на десната страна имаме една стрелка. Доколку кликнеме на таа стрелка, имаме две опции, и тоа опцијата Leave и опцијата End Meeting. Доколку кликнеме на Leave, само ќе излеземе од онлайн часот, учениците можат да си останат во онлайн часот, но доколку сакаме да го прекинеме онлайн часот, што е и препорачано, кликаме на End Meeting и тука се завршува онлайн часот. Благодариме на вниманието.